free press is essential for building a better world for all. Freedom of assembly, freedom of expression, and freedom of the press are pillars of an open and inclusive society. It is especially in times of crisis that governments must demonstrate their adherence to these universal values. Freedom of media is for us, it's a sacred principle. It's a problem of values. Let's have no doubts about it. European Union, freedom of the media is a sacred principle. European Union, freedom of the media is a sacred principle. Веројатно никој не претпоставуваше дека покрај амбициозната агенда, една од првите работи со кои ќе мора да се зафати Унгарија за време на претседателството со Европската Унија ќе биде во сопствениот двор. Контроверзниот закон за медиуми што во земјата важи од почетокот на годинава ги крена на нозе останатите земји членки. Со законот се формираше посебно регулаторно тело за медиуми, чии што членови ги назначува парламентот, односно владеачкото мнозинство во него. За да можат да работат, сите медиуми треба да се пријават кај ова тело. Тоа има моќ да наметнува казни во висина од 700.000 евра за медиумите за кои ќе оцени дека известувале неизбалансирано, навредувале одредена група или мнозинство граѓани или ширеле неморал. Со законот се отстранува и законската заштита на тајноста на новинарските извори, отворајќи широко поле од можности за владата да нареди изворите да бидат објавени. Најсилните критики за ваквите решенија ги понесе десничарската влада на премиерот Виктор Орбан, со обвинување дека се обидува да го замолчи печатот и да ја орбанизира државата. Достојна ли е Унгарија да застане на кормилото на Унијата кога можела да усвои вака ригорозни правила за она што е свето во Европа? Слободата на медиумите. Ова беше најчестото прашање упатувано до Брисел од почетокот на годинава. Законот остро го критикуваа и меѓународните организации како Human Rights Watch и ОПСЕ. Резултатот не поминаа ни месец дена, а Унгарија мораше да се обврзе дека законот ќе го менува. Но дали лекцијата е научена или е создаден само опасен преседан? Неколку дена подоцна измени во законот за медиуми со зајакнување на казните за клевета и навреда, најави и Хрватска, земја кандидат за членство во Европската Унија. Венецуела. Во оваа јужноамериканска држава медиумите се постојано на удар на критиките на претседателот Хуго Чавес. Неодамна Чавес најави дека ќе ги преиспита лиценците за работа и можеби ќе затвори речиси 240 радиостаници во земјата. Bien repito, vaya a ser víctima de la operación psicológica bestial que nos están dirigiendo a través de los grandes medios de comunicación social. De los grandes medios de comunicación siguen utilizando periodistas tarifados y les pagan para que mientan y para que atropellen al pueblo venezolano. Tengan cuidado con el periódico que compren, que algunos andan envenenados. Тој изготви и нови законски правила со кои ќе се ограничи размената на програмски содржини, нешто што многу станици во Венецуела економски ги одржуваше во живот. За клевета и навреда во Венецуела судот на новинарите им досудува високи парични казни и повеќе годишни казни затвор. Според познавачите, следни на удар се Facebook и Twitter. Социјалните мрежи на интернет, според претседателот Чавес, се рамни на терористички организации. Заради честите напади од страна на политичарите, јавноста во Венецуела ја губи довербата во медиумите, па тие се први на удар и од граѓаните кои на нив го изразуваат својот револт. Nosotros vamos a continuar atentos en este momento, pues ha sido difícil la situación. Nosotros continuamos aquí, muy atentos, a la espera de la información y de la noticia. Están atacándolos, no se están... están arremetiendo contra los medios de comunicación también. También lo hacen contra los medios de comunicación. Pueden ver que la agresión y la violencia es terrible en este lugar. Periodistas han sido agredidos, grupos de camarógrafos han sido agredidos. Estamos aquí, por supuesto, nosotros a riesgo en el medio. Слободата на медиумите има силни основи во законодавството на Соединетите Американски држави. Американскиот устав експлицитно ја заштитува слободата на говор и слободата на печатот, а ваквите гаранции се зајакнати и во законодавствата на различните сојузни држави и судски одлуки. Судовите во САД им даваат широка заштита на медиумите во САД од обвинувањата за клевета и навреда.
Во 2008 државата Њу Јорк усвои легислатива со која што на писателите и на новинарите им даде заштита од пресудите за клевета донесени во други земји, чии закони не се совпаѓаат со законодавството за слобода на изразување кое важи во Соединетите Американски држави. Неколку други сојузни држави во САД подоцна усвоија слични законодавства, а до крајот на годината ваквите одредби стапија на сила на целата американска територија. Покривањето на политички прашања дури во Соединетите Американски држави често пати е агресивно, а во некои случаи и изразено партизирано. Медиумите сами по себе често се извор на контроверзи. Појавувањето на зајакната поларизација до одреден степен е предизвикана од растичкото влијание на блоговите. Сепак, најголем број од американските весници прават сериозни напори за да постават јасно разграничување помеѓу новинарското известување, коментарот и едиторијалите. Делумно слободна вака е означена нашата земја на листата на Freedom House според слободата на медиумите во 2010-та. Македонија нема посебен закон за медиуми. Најголем дел од одредбите во оваа сфера се регулирани преку Законот за радиодифузија. Новинарите и натаму остануваат субјекти на тужби за клевета, иако затворските казни за вакви обвинувања веќе не се можност. По оваа основа покренати се стотици тужби против македонски новинари. Сепак, она што веројатно најмногу ги мачи македонските медиуми е нерегулираниот статус, непочитувањето на законските одредби за работни односи, слабата платеност на новинарската фела, нешта што новинарите и медиумите ги прават и натаму зависни од центри на моќ, и во бизнис и во политичка смисла. Политичарите во целиот свет речиси редовно ветуваат: слобода на говор, слобода на изразување. Free press is essential for building a better world for all. Freedom of assembly, freedom of expression, and freedom of the press are pillars of an open and inclusive society. It is especially in times of crisis that governments must demonstrate their adherence to these universal values. Una amplia y profunda democracia, una infinita libertad de expresión. Freedom of media is for us, it's a sacred principle. It's a problem of values. Let's have no doubts about it. European Union, freedom of the media is a sacred principle. European Union, freedom of the media is a sacred principle. Но извештаите покажуваат дека од година во година слободата во медиумите само се влошува. Ова е случај во целиот свет, без разлика дали се работи за земји со повеќе или помалку демократски режим. Censorship in the West is also a problem. And censorship in the West is used to legitimize censorship in other countries. And abuses in the West of Enlightenment ideals, which we should all hold dear, and the corrosion of those ideals not only impoverishes Western countries, it is also used as an excuse for terrible abuses in other countries. Журналиста бьют не за то, что он написал, сказал или снял, а за то, что это прочитали, услышали или увидели.